делот на културните работници потпишавте колективен договор. Дали почна со имплементација овој колективен договор и доколку се појави проблем, во кој дел беше тој проблем за да го спречи имплементирањето? Па да, колективниот договор го потпишавме минатата година на 30 декември. Имплементација беше од некаде почетокот на јануар, кога испадна во службен весник. Во сите членови на колективниот договор, освен во делот на финансирање, односно на плати, на доместоци на плати, каде што се договоривме со Министерството за труд и социјална политика да се реализира или да отпочне со реализација од јуни месец 2020 година. Имавме тука доста полемики околу прифаќање на новите коефициенти од страна на директорите, кои што условно кажано немале напатствија како да ја пресметуваат платата, иако колективниот договор е многу јасен. Ние во неколку наврати се заканивме со генерален штрајк. Морам да признаам, ние како СОНК и во соработка со уште еден синдикат во културата, тоа е СКРМ, синдикатот на вработените во културата, каде што навистина жестоко реагиравме во однос на самоволието на одреден број на директори кои што ненавремено ја подготвија платата за месец јуни и таа доснеше доста долго. За сета среќа имавме коректна соработка со Министерството за култура, така да иако со доснење платите почна да се исплаќаат поново и во тој дел најголемиот дел на вработени искажуваат задоволство со зголемување на нивните плати. За жал, колективен договор се донесе практично прв пат од постоење на нашата држава, колективен договор на национално ниво. Имаше разноразни пречки за носење на тој текст кој што ќе биде, условно кажано, идеален за сите вработени. Тоа се испостави дека многу тешко можеше да се погодат сите желби и апетити на вработените во дејност на култура и имаме ситуација каде што, повторно ќе изразам жалење, на некои вработени им се намали платата согласно овој колективен договор и навистина не е синдикално да се носи акт, документ со кој што тврдиме дека ги подигнуваме правата на работниците, а веќе имаме доказ или некој ќе каже дека е ова лаг или шпекулација од страна на председателот. На некој, за жал, отприлика е се тоа стотина вработени во секторот култура, каде што им се намалени платите од 100 денари па натака. Тоа само по себе кажува дека во секторот или во дејноста култура постоеше хаос, каде што на ниво на работодавач имаа колективни договори и вработените земаа плата така како што условно кажано се договориле на ниво на работодавач. Сега ние направивме колективен договор на ниво на национално ниво, каде практично по работни места се регулирани платите. Тоа значи, ако еден хигиеничар во, не знам, театар зема 15.000, исто ќе зема 15.000 и во културен дом, ќе зема и во институт, односно во, не знам, музеј за и така натака. Значи, во сите дејности од културата, по работни места иста плата, а не шаренило како и досега. Од тие причини, новија луѓе, наши членови, или вработени во секторот култура, каде што им е намалена платата, тоа значи дека тие им земале многу повисока плата него што требало да земе и еве сега на некој начин со овој колективен договор се изедначени платите, меѓутоа имаме незадоволство од овие членови. Со Министерството за култура се обидуваме да најдеме преодно решение за овие луѓе. Ќе видиме здрави и живи да бидеме во новата година, се надеваме дека ќе го надминеме овој проблем. Така. Остана отворени прашања во врска со високото образование. Се договоривте со Министерството за образование и наука за покачување на платите од почетокот на 2020 година. Но исто тоа не се случи. Докаде се преговорите и дали се надминати тие несогласувања со МОН?
Па еве, јас и на почетокот на ова интервју кажав дека во различни периоди со различни социјални партнери на различно ниво имавме и различни социјални или партнерски односи. Јас во изминатиот период, додека беше министер за образование и наука господинот Арбер Адеми, во многу изјави кажав дека имаме одличен социјален диалог со министерот и навистина тој е министер кој што е добар за соработка. Значи, воопште немаше никаков проблем со нас да соработува и секогаш излегуваше во пресред кога ние ќе побаравме работна средба со него или пак имаме некој проблем да најдеме решение да го надминеме. И со одбрани и пофални зборови секогаш во јавноста излагав и го кажував тоа. Меѓутоа, за жал, за високото образование и наука, оно што бевме договорени, зголемување на платите на вработените во високото образование и наука, од 10% да почне од 1. јануари 2020, исто како и за вработените во основно и средно образование. Тука Министерството за образование и наука, се разбира дека министерот Арбер Адеми беше најодговорен за спроведување на тој договор. Од кои причини не знам, или можеби во овој момент не е важно од кои причини Министерството начело со министерот Адеми тогаше не го испочитува тој договор и за жал еве една цела година вработените во дејноста високо образование не земаат повисока плата од 10%. За волја на вистината, со новиот министер за образование и наука, господја Мила Царовска, веќе сме во завршна фаза на изготвување на колективен договор за високо образование и наука и тој ќе биде прв колективен договор на национално ниво, каде што бевме преоптимисти, можеби, и мислевме дека до крајот на оваа година ќе се заврши, ќе се потпише. Значи, за волја на вистината и за информирање на јавноста, можам да кажам дека текстот е веќе готов и во најголем дел е усогласен со Министерството за образование и наука и останува најгорчливото прашање или најтешкото прашање за договор, тоа се финансирањето, односно зголемување на платите по основ на колективно договарање на вработените во дејност на високо образование. Да видиме дали тоа може Министерството веднаш да го исплати, што е знак прашање? Знак прашање, апсолутно. Не, сега се договараме околу динамиката на колка временски период ќе можат тие коефициенти кои што ги договоривме да се достигнат. Нас не е јасно во каков период живееме и работиме, јасно ни е економската состојба на државата каква е, меѓу другото јасно ни е дека сме земја во рецесија. Ова јас го кажувам и не би сакал да се свати поинаку дека сега бранам интереси на државата, не, државата представувана од министрите и од владата, тие си имаат такви надлежности и тие треба пред народот да одговараат за тоа што дале ветување ако не го исполнат, меѓутоа сакам да бидам рационален и да не подгревам некакви желби на одредени наши колеги поединци кои што сметаат дека многу брзо може да се достигне коефициент 5, а тоа е релативно добар коефициент, каде што практично платите на носителите на дејноста, тоа се професорите, би се зголемиле од прилика за 100%. Тоа во овој момент, по сите анализи што ги правиме со Министерството за образование и наука, невозможно е веднаш, меѓутоа за одреден временски интервал ќе се дојде до 5, така да еве сите заедно би требало да бидеме стрпливи. Така. Кажете ни каква е состојбата со синдикалното организирање еве во цела 2020 година и каква е состојбата со синдикалното организирање во моментов на крајот годината? Дали постои кохезија или разединетост? Дали може да се очекува солидарност помеѓу синдикатите за заеднички настап со цел поголеми права на работниците? Едно поопшто прашање. Поопшто прашање за човек како мене длабоко навлезен во синдикалните води. Многу долго ги можеби елаборирам прашањата, ги одговарам, меѓутоа навистина тоа се теми кои што 24/7 сум со оваа работа, со овие прашања и дојде време за обединување на синдикатите.
А обединување на синдикатите на вистина ќе значи бенефит за работниците. Што значи тоа? Еве класичен пример ќе ви кажам за обединување на синдикатите кои што побара помош и подршка од СОНК, СОНК као конструктивен синдикат кој што работи во интерес на членството, а не во интерес на раководството, подаде рака на синдикатот на културата на Македонија, на СКРМ, заеднички, без никакви проблеми, без никакви услови, препирки, без суети и така натака на раководството, ние седнавме и заеднички го договаравме текстот од колективниот договор со заеднички ставови, претходно изградени помеѓу СОНК и СКРМ, излегувавме пред Министерството за култура и заради таа наша подадена рака, заради желбата за остварување на правата на вработените во културата, успеа и се потпиша колективниот договор кој што еве пред малку и говорев за него и е веќе во примена. На истиот или сличен начин, ние сега работиме и со синдикатот на академските работници, ако не се лажам, или НАКС, кој што е синдикат за вработените, односно професорите во високото образование. Тој синдикат не е репрезентативен на национално ниво, СОНК е убедливо најголем и репрезентативен синдикат, меѓутоа, тука не постои его, тука не постои арогантност и самобендисаност. Ние со двете раце ги прифативме НАКС за соработка и за волја на вистината ние сме благодарни на квалитетни и издржани тези од страна на НАКС кои што ги преточивме во конечниот текст на колективниот договор. Значи, сите работи што ние како синдикати ги работиме, не треба да се темелат врз основа на лични интереси, или надпревар помеѓу за синдикати. лични интереси за раководството. Не, нас членството не избрало да ги представуваме пред социјалните партнери и да работиме за членството, кое впрочем нас не и финансира од нивната чланарина, од нивните средства што ги извојуваат од платата толкава колку што е. Од тие причини сметам дека конечно навистина дојде време за обединување на синдикатите, сум за плурализам, сум за повеќе синдикати, меѓутоа тоа да бидат коректни и партнерски синдикати со партнерски однос помеѓу синдикати. Постојат и некои синдикати, конкретно ќе кажам, може би не треба да се троши време на ова што ќе зборувам, меѓутоа еве за крај на годината ќе си дозволам, постои уште еден, односно два синдикати за образование кои што не се репрезентативни и кои што едниот гледа како да зграби повеќе членство од некои други дејности, како што се рударство, енергетика и не знам во кои дејности што апсолутно нема врска со образование и наука, меѓутоа по сила на власт членството се прелева од грански синдикати, од други синдикати и одат во тој синдикат за образование, што апсолутно е некоректно и тука нема соработка, не може да има соработка, него тука веќе надлежните судови треба да решат за таквата злоупотреба на службени должности, па да одговараат и директорите и тоа раководство на синдикат. Постои уште еден синдикат, кој што е синдикат за образование и наука, кој што исто така не е репрезентативен, и тој ништо друго не работи, освен што го следи СОНК шо прави и го критикува по социјалните мрежи. Јас би сакал да препорачам повеќе нека работат, нека постигнуваат одредени резултати за тој начин го придобијат членството да се зашлени кај нив, а не со следење на работата на СОНК, со критика на работењето на СОНК, со изнаоѓање така наречени грешки во работењето на СОНК, односно незастапување на интересите на вработените во дејност на образование, да се обидуваат да го оттргнат членувањето на нашите членови во СОНК и да одат кај нив. Мислам, тоа е навистина некоректно од аспект на колеги, на синдикалци и на крајот на денот вработените во сектор образование, вработените и наши членови кои што се. Тоа се најписмените, би рекол, најобразованите луѓе во државата
кои што не така лесно може да се прелажат. Сега, со плачење по социјални мрежи и кажување дека СОНК ништо не работи и не ги застапува интересите, дојдете кај нас во нашиот синдикат, ние чуда ќе направиме, мислам тоа и мали деца веќе не може да се прелажат, камоли вработени во дејност образование. Така да такви синдикатчиња или такви жолти синдикати многу брзо ќе издишат и посериозни резултати ќе немаат, него ќе остана забележани како синдикати кои што собирале членарина од членството, кои што членува кај нив, не знам, 200, 300, 500 или колку ли членови се, даваат членарина, а за возврат не добиваат ништо. Сепак, сум рекол за плурализам, да, нека има лојална конкуренција, тоа ќе биде поттик за сите нас повеќе да работиме, во интерес на членството, меѓутоа ферплей мора да постои. Во секоја работа, па и во синдикатот. По таа причина, да, обединување на синдикатите за работење е многу корисно, меѓутоа мора се внимава и да се бираат со кои синдикати ќе работиш, тамо кај што нема коректност. За жал, и раката на СОНК кој што ја подава за соработка со сите синдикати нема да биде подадена или прифатена некоја друга рака. И додека сме кај обединувањето, односно организирањето синдикално, веројатно председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати повеќе ќе зборува за тоа. Ние, како Синдикат за образование и наука и култура во Република Македонија, како 3 пати поголем синдикат, вториот синдикат во државата, јавно изразуваме незадоволство на Комисијата за докажување на репрезентативност на национално ниво, особено на председателот на таа комисија, на председателот на Економско-социјалниот совет, кој што веќе година и пол таа комисија не ја свикува и Конфедерацијата на слободни синдикати ја трга надвор од синдикалните случувања на национално ниво, на највисоко ниво, а тука се разбира ние како СОНК сме и многу оштетени и многу загрижени за таквиот социјален диалог кој што не води кон европските води на синдикално организирање и делување, особено не како држава, каде што треба да аплицираме и аплицираме за членство во Европска унија, каде што основните права на синдикатот не се спроведуваат. Еве за крај, што имате да препорачате за 2021 година кон надлежните? Што очекувате? Кои се вашите очекувања? Па би сакал, најискрено, 2020 година, таква како што беше импровизирана во сите сфери на работењето, на државата и на нас како институции, како синдикат, што побрзо да помине, ќе помине за неколку денови и да се заборави што побрзо. Би сакал економскиот развој на државата да биде што побрз, економските капацитети да влезат во кондиција да веќе заживееме и во овој период на рецесија со огромни долгови внатре и надвор, што повеќе да се намалат за да можеме нормално да функционираме. Од аспект на социјален диалог и партнерство, конечно навистина би сакал да функционираме по европските теркови, да сите проблеми кои што ги имаме ги решаваме на маса преку искрен социјален диалог и партнерство. Социјален диалог и партнерство сам по себе да постои, а практично тоа да биде замајување на јавноста или фрлање на магла, каде што нема конструктивни решенија, носење поднос на тој диалог, само по себе е само губење време и губење недоверба. Од тој аспект сакам да кажам доколку има коректен социјален диалог и партнерство, доколку се слушне гласот на работниците, доколку работодавачите навистина се коректни кон нас и ние ќе бидеме коректни и конструктивни и ќе решаваме работите на маса. Меѓутоа, доколку се продолжи некаде, реков на повеќе нивоа овој диалог, со игнорантски однос кон синдикатите, особено кон СОНК, ние навистина жестоко ќе реагираме така како што сме реагирале. Ова не е декларативно, ова не е реклама за нашата организација, ова навистина многу пати ние во изминатите години сме го докажале и ќе го докажеме дали сами, дали во рамките на Конфедерацијата на слободни синдикати, конечно да си го најдеме нашето место под
ова заедничко сонце. Мислам дека власта сегашна ќе изнајде начини, ќе биде мудра и нема да дозволи од 1 јануари па натака со дел од проблемите кои што денеска ги начнавме, нашите членови многу брзо да дојдат пред Министерството за труд и социјална политика или пред Министерството за образование или пред Министерството за култура. Значи, пак би рекол дека сум по природа оптимист и навистина мислам дека сите проблеми можат на маса да се решат, да се надминат, меѓутоа како опции ни се и улиците, и министерствата, и протести, и штрајкови, тоа воопшто не е исклучено. Господин Јаким, ви благодарам за гостувањето, фала ви за исцрпните одговори. Ние како портал ја следиме вашата работа, се надеваме на понатамошна соработка, успех во работата и се гледаме во новата година. Па, би се заблагодарил и на вас за поканата, би се заблагодарил на вас како редакција, како портал работник, кој што ве следам и навистина имате одлични прилози, особено во делот на социјалната сфера, на работничките права. Имате широк опсег на работа и навистина гледам како секојдневно напредувате и навистина сте многу читан и сериозен портал кој што можат и многу портали кои што се финансирани од така наречени невладини или владини организации. Толку колку што имам информација, навистина вие и тоа што го читам, професионално си работите работата и ви посакувам во новата 2021 година уште повеќе да бидете читани и да имате повеќе успех. Што се однесува до сите работници во државата, јас во оваа прилика би сакал да им ја честитам новата 2021 година и да им посакам наискрено од дното на душата, да им посакам да имаат многу здравје, сите да бидеме здрави и живи, оваа пандемија или не знам кои други болести што ќе дојдат да не одбегнат и конечно навистина да можеме сите со полн капацитет да придонесеме во градење и развивање на државата. Ви благодарам. Благодариме. Почитувани гледачи, благодариме за вниманието. Бидете во добро здравје и се гледаме наскоро. Поздрав! Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, сабскрајб и удрете на звончето.